Здраво! Добре дојдовте на новата епизода на мојот подкаст. За оваа епизода дефинитивно би рекла дека е досега една од најважните. Иако не можам баш да изберам најважна, бев инспирирана од разговор со клиентка, односно со нешто кое што го гледам, особено во клиентите во група. Оние со кои што работам во асертивна, каде што можам баш некако да забележам шаблони на однесување кои што се јавуваат. Имено се работи за познатото бидете, станете најдобрата верзија од себе. Да. Виновна сум дека многу често сум го споделила, иако се почесто и почесто како ја се развивам и растам, кажувам, не бидете најдобрата, бидете попосакуваната верзија од себе. Зошто? Оно кое што се случи пред X години беше да тоа бидете и станете најдобрата верзија од себе се стана толку многу моќно и многу популарно, што во еден момент дури се почувствував дека станува досадно. Го користев и самата, растев самата низ тоа, меѓутоа сепак растев како психотерапевт. А што значи тоа? Не растев како лаик. Од една страна, дури како психотерапевт, додека растев низ таа реченица, забележав некои шаблони и патерни и лично кај мене. Јас се трудам, правам нешто, постојано сум во некоја борба, но оно што јас всушност го осознав и го сватив после најмалку 300 клиенти кои што поминале, е дека токму најдобрата верзија од себе е најголемата пречка за развој, за реален раст и развој. Не зборувам за привремен раст и развој, не зборувам за развој во едно поле, туку зборувам за стабилен, континуиран раст и развој, кој што вика, јас знам да се носам со себе и со своите поддршки и со сите оно кое што доаѓа, без да се преплавам, без да влезам во анксиозност, без да се преплашам и да бидам во бурнаут, односно да прегорам. Сега, што е интересно? Го споделувам затоа што мислам дека многу малку зборуваме за ова, затоа што се повеќе лайф коучови зборуваат за најдобрата верзија за себе, луѓе кои што инспирираат и мотивираат зборуваат за најдобрата верзија од себе, но многу малку психолози и психотерапевти зборуваме за токсичноста позади оваа реченица. Да, постои една многу убава позадина на истата реченица. Никогаш не гледам црно-бело на работите и не сакам ни вие да гледате црно-бело на работите, затоа што таа перспектива и не е толку реална, нели секогаш постојат бои и нијанси. Но денес сакам да зборувам за поцрната, да речам потоксичната позадина на оваа реченица, затоа што таа ни е една огромна, а јас би рекла најголема пречка во развојот да бидам најдобрата верзија во себе. Оно што се случи и ме инспирира да ја снимам, конечно да седнам и да ја снимам, е така што се соочува клиентка со чувство дека не е доволно добра, а од друга страна посетува коучинг едукации, работи на себе, се труди да биде најдобрата верзија од себе, и сега слушнете го зборот, се труди да биде најдобрата верзија од себе, а во позадина и вришти, ама буквално и вришти, едно силно уверување дека не е доволно добра. И самиот збор труди, и самото силно уверување дека не си доволно добра, и третиот аспект, биди, стани, тежнеј кон најдобрата верзија од себе, дава потврда дека ти не си најдобра верзија. Односно што значи? Ти претходно не си била полоша верзија од себе, ниту сега си лоша верзија кога одиш кон најдобра или подобра верзија од себе. Има и друг момент, стани подобра верзија од себе. Ако ние одиме во моментот и зборот на јас да станам подобра верзија од себе, значи ние автоматски на нашиот мозок му даваме информација, јас не сум добра. Нешто со мене не е во ред, значи јас треба да станам подобра. Што се случува тука? Се активира перфекционизмот, се активира внатрешниот критичар, се активира анксиозност, се активираат сите оние уверувања кои што не ни служат во процесот на раст и развој и ние не растеме. Напротив, имаме некоја слика на раст, но додека од една страна можеби имаме некои резултати кои што се подобро изгледаме, подобро, кожата ни изгледа подобро така натаму, во позадина
Ние полошо се чувствуваме затоа што ние постојано тежнееме кон некаков перфекционизам, идеална верзија која што сме си ја замислиле од себе си. И имаме некое нереалистично очекување кое што често прави да се сомневаме во себе си. Зошто оваа клиентка не може да биде најдобрата, нели, да се чувствува доволно добра? Затоа што таа се уште стои со на друго верување кое што се подкрепува во позадина, а тоа е стане недобрата верзија или биди подобра верзија. Секој ден малку по малку биди подобра верзија од денес. Вау! Од една страна е многу мотивирачки, али од друга страна е толку демотивирачки. Односно, толку јака е критиката тука, а она што сакам да го донесам пред се како психолог, односно како психотерапевт, е дека да се променам, мора да се прифатам. Да се прифатам, мора да се запознам. Сега, уште еднаш ќе го повторам ова. За јас да се променам, јас мора прво да се прифатам. За јас да се прифатам, прво мора да се запознам. Да се случи било каква промена, прво мора да се случи само прифаќање. Односно, да видиме дека сме доволно добри, дека сме добра верзија, односно поинаква верзија, како сакате кажете го, и да го градам односот со себе во кој што се прифаќам и сакам со одговорност и задоволство од оно што го правам. Ако нема однос со себе, јакнење на однос со себе, во тука и сега, во оваа верзија во која што сум, нема да има ни некоја поинаква верзија. Доколку ние ставиме едно друго значење, јас се отварам за раст и развој, за промена, за поинакви верзии од мене, за да го постигнам мојот капацитет или можеби да го проширам мојот капацитет, тоа е веќе една друга енергија. Тогаш пристапуваме од една друга перспектива. Тогаш доаѓаме во момент на јас се прифаќам, јас се сакам вака како што си. Јас се запознав себе си, знам зошто ова го правам, знам зошто го имам ова, знам кои се моите шаблони. Сега знам зошто јас не се чувствувам доволно добра. Да, знам што имам во позадина. Како разговарале моите родители со мене и така натаму. И тука не ја вклучувам таа токсичност, тој притисок. Тој притисок и на општеството кој што сега се случува. Немам идеализирана верзија кон која што одам. Само сум отворена да видам што ми носи еднината и да се менувам, да растам и да се развивам. А кога јас се отварам да растам, јас не знам каква ќе пораснам. Не знам, ама знам дека ќе растам. И тоа е окей. Тоа не значи дека сега не сум добра, тука јас живеам во тука и сега и уживам во ова што го имам тука и сега. Многу луѓе, многу личности постојано се под притисок на константно подобрување на себе си во секој аспект на својот живот. Физички, кариера, релации, лични достигнувања, финанси, авантура, патувања. И тоа е хроничен стрес, тоа е анксиозност. Тоа е буквално како да кажам, формула како сакате да станете што е можно поанксиозни во пократок рок, ставете си го овој притисок со оваа мисла, најдобрата верзија од себе. Значи, да не ме сватите сега во буквалниот, нели, оној друг момент на па тогаш значи да не растам. Не, растам, ама растам низ на прифаќање, низ градење на однос со себе, низ задоволство од ова што го правам. Значи, јас сум задоволна со ова што го правам и веќе се чувствувам доволно добра. Во било кој момент, ако се јави оној момент на јас не сум доволно добра, не знам дали ова го заслужувам, тука постои токсичност. Иако некогаш во кратки периоди ова знае многу да ни биде како помош, како катализатор да растеме, сепак на долг рок носи бурнаут. Затоа проверете како зборувате, дали е ова притисок кој што го чувствувате, дали кога правите на анализа на окей, до каде сум, што е оно што го постигнав, го чувствувате тој притисок или чувствувате задоволство и сте свесни дека добро, тука и сега ова е нешто кое што прифаќам дека не растам тука, ама тука растам и тоа е окей. Тука сум задоволна од овој раст, ова е нешто кое што оваа сезона од животот ми го нуди. И тоа е една многу различна енергија.
кога ние се форсираме толку многу да ги кренеме стандардите, знаеме до тој степен да се преплавиме, што буквално и ги губиме личностите кои што ни се значајни околу нас. Односно, сакајќи да постигнеме некој надворешен стандард или успех, ние ги губиме луѓето кои што ни се значајни, бидејќи влегуваме во несвесна себичност, каде сме толку многу внатре во нас, обседнати со нас, со нашиот развој, со нашиот раст, што не сваќаме дека губиме допир со емпатијата и сочувство со другите, и како индивидуи стануваме многу фокусирани на нашите потреби и аспирации, а се помалку на релациите кои што ги имаме. И тука престануваме да поставуваме и здрави граници, каде што од дозволата дека можеш и смееш да кажеш не, ние одиме во нездрав однос, во арогантно поставување на граници, а не во асертивност. И сега, ова ми е многу важно, затоа што кога тежнееме ние кон подобрување, многу често ги губиме и оние значајни релации. Да, растот значи дека многу луѓе ќе прераснам. И тоа е природно, но многу често губам луѓе и затоа што сметам, дека не сум доволно добра, па целам кон некоја многу подобра верзија, а тоа значи дека ќе пати нешто и најчесто патат некои релации кои што не мора да патат. Често знае да пати партнерството, партнерските односи, каде што толку многу се менуваме, што не сваќаме дека партнерот не е должен да се менува со истото темпо како нас, или пак не го гледаме неговиот индивидуален раст и развој и неговата моментална слика. Многу често се носи тоа дека ако еден расте, другиот е повикан да расте или другиот ќе падне, не може никако да обстои тој однос. Да, постојат многу такви ситуации. Меѓутоа постојат многу ситуации каде што личности растат во различно поле и можат да кокреираат нешто прекрасно, и всушност кокреацијата е разликата во таа фреквенција, разликата во тој раст и развој, бидејќи тоа што ти не растеш ме повикува мене се повеќе да растам, а јас индиректно ти помагам тебе да растеш на некое друго поле. Значи, не треба да бидеме исти, не треба да растеме во исто поле. Поентата е да растеме во различно поле и сите тоа да биде на здрава и убава кокреација. Не е поентата да бидеме исти, сите да личиме еден на друг. Туку, напротив, ти растеш во нешто твое. Јас можеби не го гледам тоа сега како важно, можеби тоа мене башно не ме интересира и се чудам зошто тебе ти е важно, но ти е важно и затоа што ти си ми важен или важна, го почитувам. И обратно. Значи, чисто само сакам тука да го донесам оној момент каде што навистина се јавува што повеќе нарцисизам кој што не е здрав. Нарцисоидноста расте несвесно дека, окей, па јас растам, ти не растеш и тоа е тоа. Па не, чекај малку, има здрави граници тука. Има да видиме каде ти си пораснал или пораснала. Што е на кое што е автентично за тебе. Ова ми е многу важно да го нагласам, затоа што сметам дека во последно време се повеќе и повеќе се става акцент на растот, на биде подобра, најдобра верзија, а не се става на релациите, на луѓето кои што ги сакаме, на луѓето кои што можеби не растат, не растат во нашето поле, ма растат на друго место, на луѓето кои што се наоѓаат можеби во тежок период и не можат да пораснат. Не влегувам овде во односи кои што дефинитивно мора да надраснат. Значи, тука не одам онаму каде што буквално џабе удираш со главата во зид, нема фидбек од другата страна никаква поддршка не дава, не те сака повеќе и таа не сака веќе да функционира или едноставно патиштата се разделиле. Не влегувам таму, влегувам во оние односи кои што навистина постои љубов, како односи со родители, како односи со партнери. Значи, оние односи каде што да, растот е евидентен, се гледа, е голем, ама може да обстане односот. Најчесто со родителите ние можеме да продолжиме да функционираме. И токму нашиот раст може да ни помогне да се адаптираме со нив, за да може да продолжи таа релација. Исто така, оно кое што сакам тука да го донесам е дека токму оваа реченица направи епидемија на анксиозност, на депресија, на ниска самодоверба и на чувства на недоволно добра. Да,
Може би ви звучи чудно како оваа реченица да бидам најдобрата или подобра верзија од себе го донесе ова. Токму ова уверување е тоа кое што ја прави оваа епидемија, затоа што не дозволува да се почувствуваме задоволни и среќни. Затоа што и да правиме, ништо не направи доволно среќни. Јас ќе снимам посебна епизода на амбициозност наспроти задоволство или така би го донела задоволство некој што го чувствуваме, но чисто само сакам да споделам дека доколку некаде се пронајдовте, бидете внимателни. И можеби наместо најдобра или подобра верзија, отворете се отварам за раст и развој и за една поинаква или попосакувана верзија од себе си, која што, окей, цел ми е, но дури и таа попосакувана верзија не мора да стои, затоа што повторно одиме во едно чувствен недостаток, дека не сме доволно добри. Уште еднаш ќе го споделам тоа дека промена се случува само со себе прифаќање, меѓутоа себе прифаќање со љубов, не со горчина, со лутина, со чувство на јас се прифаќам, тоа не е прифаќање. Да се променам, морам да се прифатам. Да се прифатам, морам да се запознам. Постои во гешталтот една парадоксална теорија која што вели кога ние ќе прифатиме нешто, кога ќе отпуштиме потребата да тоа го промениме, тоа магично се менува. Мислам во наводници тоа магично, сакам да го користам тој збор затоа што навистина некогаш изгледа како магија, како невозможно. Само во моментот кога јас ќе се прифатам, тогаш можам и се отварам да се променам. А до тогаш удирам со главата во зид. И навистина сакам оваа епизода да стигне, да допре до оние кои што многу го форсираат ова, кои што многу го зборуваат ова, кои што многу силно го чувствуваат ова, затоа што се надевам дека навистина ќе ги освести и можеби ќе им помогне да видат колку е ова токсично. И да, ова е многу модерно, ова е многу интересно и ова може да е многу голем мотиватор, но дефинитивно знае да е огромна токсичност. Затоа, доколку го практикувате ова, отворете се за балансот, за балансирање и за можеби мало менување и модифицирање на зборовите и прифатете си ги вашите силни страни, вашите слабости, емпатијата, односите со другите, прифаќањето, вашите вредности, аспирации и наместо да се фокусирате на станување на добрата верзија од себе си, можеби е подобро да се фокусирате на тоа да бидете што е можно поавтентични и поисполнета верзија, поавтентична верзија, поисполнета верзија и би рекла да уживате во јас сум автентична, јас сум во допир со себе, јас градам здрав однос со себе, наместо јас сум најдобра или подобра верзија. На крај на денот тоа никогаш нема крај и тоа е буквално таа анксиозност која што ја споделив. Внимавајте на перфекционизмот, затоа што нереално е многу тежок. Прифатете дека сме неперфектни, дека е важно да си ги славиме, да го славиме секој прогрес, па дури она застој некој што се случува, затоа што токму застојот најчесто ни помага понатаму многу повеќе да пораснеме, да растеме или не поддржува, за да преживееме, да истуркаме, да поминеме некој тежок период. И додека едно е да ставам приоритет на грижата за себе, друго е да ставам приоритет на да бидам најдобра верзија. Значи, ставам приоритет на себе, се грижам за себе, сакам да растам, се отварам кон раст и развој, но се прифаќам, се сакам себе си таква каква што сум и се дозволувам да се запознам себе си, да видам од каде доаѓам, што е мојата автентичност, што е автентично за мене. И да би рекла да останете внимателни дека целта на личниот раст и развој не е да бидете послични на некого, туку да бидете што е можно повеќе слични на себе си, што е поавтентични. Тука ве поздравувам и се одјавувам за оваа епизода. Уживајте, пратете на некој на кој што смислите дека навистина ќе му биде важна и значајна и кој што ќе го поддржи уште повеќе на неговиот личен раст и развој.